Битола наскоро ќе добие нов булевар кој на градот ќе му овозможи големо сообраќајно растеретување. Станува збор за новиот пат во поранешната касарна кој го поврзува делот од студентскиот дом во Битола. Ќе продолжи до градскиот стадион и треба да излезе на улицата која е излез на градот кон Грција. Тој е сега направен, тој не постоеше ваков каков што го имаме сега, го пробивме и го поврзавме до делот кај студентскиот дом. Од тука натаму, тој штом се завршат сите градежни активности треба да продолжи покрај стадионот и да излези на улицата која што практично е излез од градот кон Грција. И тоа е, мислам, една голема работа, а перспективно понатаму треба тој дел од студентскиот дом натаму кон бензинската пумпа перспективно ќе треба да се прошири. Така што ќе се врзи делот кај што е улицата од болницата покрај студентскиот дом директно преку касарната во овој дел и тоа ќе стане една паралелна улица со улицата Партизанска, што би значило дека во дел од сообраќајот ќе има едно големо растеретување. Како што направивме растеретување со дел од канализационата мрежа, така исто ќе има растеретување во сообраќајот. Градоначалникот Алески рече дека очекува до крајот на оваа градежна сезона сите проекти во поранешната касарна да бидат завршени и граѓаните кои имаат инвестирано во новата населба Златен Рид да добијат услови какви што и треба да имаат. Ова мислам дека е едно од најубавите места која ќе се заврши целата инфраструктура. Практично мислам дека ќе се направи на населба. Капацитетот на сите три детални урбанистички плана кои што ги имаме е со површина од 103 хектари. И севкупно тоа би значило дека е потенцијал за живење на околу 5000 наши граѓани. За досегашните активности во поранешната касарна општина Битола од сопствениот буџет има одвоено 2 милиони евра, како и позајмица од 1,5 милиони евра.